во име на граѓанската, на платформата за граѓанска политика Ајде, како граѓанин кој што е навистина загрижен за тоа што се случува во Македонија, ги повикувам сите граѓани, без оглед дали се дел на организирани или неорганизирани структури, без оглед дали членуваат во политичка партија или не, во некој синдикат, во некое здружение, или се лично засегнати од ова што се случува, да излезат на тој протест. Деењето кое што ви го најави мојата колешка и соборка Уранија Пировска ќе продолжи цела ноќ. Ние ќе ги пречекаме тука уставните суди во среда, кога ќе започне седницата на Уставниот суд, и ќе бидеме гласни и ќе го изразиме револтот на граѓаните врз една одлука која што се најавува, а која што е без преседан. Не сме Уставниот суд да се стави над Уставот, не сме Уставниот суд да дозволи помилување за кривични дела кои што представуваат кршење на основните принципи на демократијата. Изборите се темелот на демократијата. Изборите се темелот на договорот кој што граѓаните меѓу себе си го поставиле и го впишале во Уставот на Република Македонија. Носители на суверенитетот во Република Македонија, сум го повторувал милион пати, и сите ние се граѓаните на Република Македонија. Тоа е јасно запишано во членот 2 на Уставот. Уставниот суд не смее да си дозволи, поради политички преференции и наредби од центрите на моќ, конкретно од оваа власт која што 10 години владее со Македонија и која што го узурпира и овој Уставен суд, не смее да си дозволи да носи одлуки повеќе кои што се на штета на граѓаните и на демократијата и воопшто на постоењето на оваа држава. Доколку не ја донесат онаа одлука која што треба да ја донесат, всушност да се повлечат од оваа иницијатива, ние ќе продолжиме со протестите, ќе бидеме уште погласни, ќе бидеме уште пожестоки и ќе ги искористиме сите средства демократски кои што ни стојат на располагање. Нема да дозволиме повеќе никој да се игра со судбината на Македонија, со судбината на Уставот, со судбината на договорот кој што граѓаните си го поставиле, се договориле меѓу себе и ја создале оваа држава. Очекувате уставните судии да ја послушаат и да се повлечат? Имајќи предвид како се именувани овие уставни судии, дека до нивното донесување на оваа позиција е октроирано, значи под политички диктат, ние не очекуваме многу разум, но очекуваме дека доколку ги видат граѓаните, доколку јавноста создаде соодветен притисок, очекуваме длабоко да размислат и да ја преиспитаат нивната одлука. На крајот на краиштата, тие тука, без оглед кој ги делегирал и кој ги именувал, носат функција која што е мощна и одговорна. И треба да бидат свесни за тоа. Доколку не ќе се соочат со гневот на граѓаните. Ние сме имале многу поважни постапки пред овој Уставен суд. Граѓаните на Република Македонија, разни иницијативи доаѓале тука. Имаше една иницијатива да подсетам, илјадници потписи беа доставени и барања до Уставниот суд. Уставниот суд не најде за сходно тогаш да ја забрза процедурата поради толкав обем или интерес на јавноста. Втора работа, да се подсетиме дека пред неодамна овој Уставен суд рече дека не е надлежен да одлучува за поединечни правни акти. Замислете што ако се случи некоја општина или некој дел од државата да донесе поединечен правен акт, да се отцепи, некој да донесе поединечен правен акт да отуѓи дел од територијата на Република Македонија, што значи тоа дека овој Уставен суд ќе се прогласи за тоа ненадлежен. Мислам дека самиот начин на кој што функционира логиката, правната логика на овој Уставен суд е во сосема целосна спротивност со духот на Уставот на Република Македонија и со духот на законите за кои одлучува овој Уставен суд. Сето тоа алудира и упатува на тоа што претходно го кажав, дека овој Уставен суд е под политички диктат. Граѓаните не смеат да си дозволат да имаме ваков Уставен суд.